Нашата намера е по јавно допрен глас да му се обратиме на јавниот обвинител Марко Зврлевски, на скопската обвинителка Гордана Гешковска и на јавниот обвинител Златко Биковски од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Зошто го велам ова? Од нив бараме да се отвори предистражна постапка, бидејќи е станува симптоматично исплатата на плата од 25.000 евра во време кога 120 наши колеги буквално остануваат на улица. И во исто време, кога се зборува за лоша финансиска состојба. Значи, овде не зборуваме само за 25.000 евра плата, туку на некои дополнителни трошоци уште од 1.345.000 денари, да. Со оглед на тоа дека досега тоа никој не го демантираше, а поминаа повеќе од 48 часа, а имаше напори и од колеги наши и од другите редакции да ја контактираат дотичната господица, ние останува да веруваме дека ова е вистина. Ние се сомневаме, а на државниот обвинител и на неговите подредени е да утврди дали преку Медија Принт Македонија се испомпувани огромни суми на пари. Од јавниот обвинител на Македонија, од јавниот обвинител за гонење организиран криминал, од скопската обвинителка, очекуваме да утврди од каде и на господицата Јана Станислављева да влезе во Медија Принт Македонија основачки влог од 1.300.000 евра и да стане третиот содружник во компанијата. Дотолку повеќе што нашите сознанија се дека таа се вработила, за прв пат се вработила во државна фирма, во државна институција и оттаму е дојдена во Медија Принт Македонија. Значи бараме и потекло на парите, не само од каде и се парите, него и потекло на тие пари. Ние сите бараме 120 луѓе кои сме сега моментално на улица, да влезе трудовата инспекција и да утврди каде ние тоа сме се уште вработени, во кои простори и каква е нашата дејност. Бидејќи ние немаме работни простори, а немаме веќе ни дејност. Едноставно, производ немаме, она што е нашата основна задача да продуцираме вестници. Значи, утренски вестник не е вестник, вест повеќе не е вестник, теа модерна не е вестник, едноставно станува подлисток во дневниот вестник Дневник. Бараме од управата за земни приходи, јавно, бараме да изврши увид во сите сметки што ги поседува МПМ. Во исто време бараме и од финансовата полиција да влезе и да ги провери сите финансиски трансакции, токму поради постојање, она што рече колешката Чаусидис, поради сомневање дека од таму се испомпувани пари.